Девојчето и 12 месеци. Чита Александар Станојков. Една жена си имала две ќерки. Едната е била незина, а другата најдена, паштерка. Својата ќерка мошне се ја милуваше, а пустата паштерка да беше кабелј во една капка вода да ја удаеше, ичја не ичеше да ја видите. Се едно ја караше и ја тепаше. Со се што толку ја мачала паштерка, пак таа беше здрава и јака како некоја трнка. А незината ќерка се болнича и неолнича, на умрените вода му носеше, демек готова за смрт. Чунќи ја гледаше жената така здрава паштерка, вообразите подуена како со цевка што да удриш девојката, а на едниот образ, другиот да ја пукнет, а од својата во лицето како леб да не јала, тики многу е било мака дека така е била незината ќерка. Мисли, дума маштејата, како зло да ја напред на паштерка си и е дошла на ум една вечер да ја пуштит на вода кај една чешма што била од град надвор. До чешмата имало едно дрво ветерничао и под тоа дрво се збирала ѓоамити ветроштињето да белчим ќе ја искинат самовилите паштерка и назад уште еднаш не ќе се вратит. Пошло сирото девојче ноќта на чешма за да залиит вода и кога дошло до дрвото, видело 11 мажи и една стара жена поседната околу наоколу на тркало. Од мажите имаше и стари, млади, куси, долзи, а едниот бил многу кус. Жената стара стојала околу смуртена, таа била баба Марта, а друзите биле 11 месеци и најкусиот бил Сечко. Кога ја видело девојчето, се престрашило и му рекла: "Добро вечер, стриковци, што чините, како сте, здраво живо сте?" "Дал ти Бог добро, девојче," и рекле месеците. "Арни сме, здрави и живи. Ами ти како си, што бараш во една доба да идиш на вода? Ами како не ти е страв, мори, девојче?" Море, стриковци, страв, не страв, кога ме пуштат маштеами, како можам да не одам?" му рекло девојчето. "Вистина така е, девојко, кај што има сила правина немат, туку слушај вамо," ја рекла Марта. "Нешто што ќе те праша. Кои месеци сет поубај и кои сет полоши во целава година?" "Мори, златна бабо," ја рекла девојката. "Ами сите месеци сет во годината од убај и поубај, немат ни еден лош месец." "Ај со здравје, пиле," ја рекле. "Ојми си и да си благословена од Бога и од нас, за на секое проговорување по еден алтан да ти паѓат од устата." Си залеала вода девојката, си отишла дома, приклукала на порта и излегла маштеја да ја отворит. Кога ја видел ти со полни стомни и дојде, тага е паднало и беше се вратило живо. Ја запрашала за нешто и колку пати што проговорило, толку алтани беше и паднале од уста наземи, та беше се наведила, беше се изела девојката пред маштеја. Кога видела кучката маштеја и паштерка на секој збор што проговорила, се по еден алтан од уста и паднувало, голема мака е дошло, чунки таа ја пушти да загини, а не од уста алтани на секој збор да вадите. "Кој те направи, моли кучке," и рече, "да вадиш алтани од уста? Кажи му ти сега, ако те ватам, дури не те облей студена пот не те пуштам." Кога чу сирота девојка тие збори од маштејата, отпусти од страф и ја кажала за се како што ја рекло од месеците. Утре вечерта ја пушти Асли ќерка да залиит вода и таа, и да ја благословат и неа и да вадит алтани од уста. Не оставила време да врвит зависливата маштеја, ама во втората вечер беше сготвила ќерка и беше ја спратила велејќи вака: "Ај, ќерко, ќе те поиспратам до кај чешма да појдиш," и рекла, "за да залииш вода и да те благословат месеците, да вадиш и тие алтани, како онаа кучка при сестра ти што вадите." Отишла девојката кај чешмата и, откога се здравувала, ја прашале месеците кои месеци сет поарни и кои сет полоши.
Се подумала троа чупата и му рекла: ами зар вие не знаете кои се поарни и полоши, да што ме прашате мене? Ами малите деца знаат кои месеци се поарни. Енашка колошек и сечко сет најлоши, а пак Марта смушена е со 300 умишта, ете тие сет најлоши. Зели дружите се толку арни да туку што ќе чиниме? Сме му паднале в ракат и ги тоа без триковци, му рекло девојчето. Како сакаат ќе ни прават. Ајде си благословена, му рекле месеците, измиулчиња да вадиш од уста на секое проговорување. Едно влегла в порта и едно проговорила, му испаднало едно змиулче од уста. Мори, што така, ќерко, змиулчиња ми вадиш од устата? Што не ми вадиш алтани како кучката при сестра ти, туку ми вадиш змиулчиња? Леле, ќерко, се сторивме за срамота. Што би овој ал што не најде? Уште повеќе ја записмила паштерка е, арно, ама немаше што да ја чините, чунки Господ ја милуваше неа, што ако беше сирота. По некој ден дојде братиот девојчето што блуеше змиулчиња и кога се научи ти така е работата, ја осудило мајка си, оти така праела и оти ја пизмела паштерка. Кој што копа гроб другему, сам паѓа во него, рекла жената.